На седницата на Советот на општина Куманово, градоначалникот Дамјановски пред советниците се изјасни дека повторно ќе биде пролонгирано отварањето на базените. Отворениот и затворениот базен според него ќе бидат пуштени во употреба најверојатно на 2 август, наместо на 15 како што беше најавено претходно. Дамјановски изјави дека очекува до тогаш да бидат завршени сите започнати градежни активности. А ова ќе има ресторанче, ќе има таква повеќе ќе биде за освежување отколку за спортување, бидејќи таква е димenzијата. Базенот е како аквапарк, не е тоа е рекреативен базен со сукцесивна дубина, со еден тобоган и тамо нешто направено е према можностите на теренот. Меѓутоа, во секој случај, естетски изгледа многу добро и сметам дека ќе даде одговор на желбите на граѓаните, бидејќи ова е давнешна желба, 10 години како сум градоначалник, 11 луѓето постојано од мене бараат оваков проект. Еве сме во финишот на реализација и со Господ напред се надевам дека до почетокот на август ќе го пустиме употреба во една пробна работа. Ова година повеќе ќе биде символика месец и пол дена. 200 денари ќе чини билетот за капење во затворениот, а 150 во отворениот базен за целодневен престој. Според советниците од ВМРО ДПМН станува збор за висока цена, но градоначалникот изјави дека таа може во секој момент да биде намалена. Ако се покаже слабост во цената, остануваме, ние сме тие што може да донесеме и други цени. Јас се сложувам да има и ревизија на тие цени и на затворениот базен, се со цел да сме поблиско до граѓаните и употребата да биде во сфрка на граѓанството. Дамјановски најави дека во градот ќе се работи за подобрување на пливачките спортови. Инаку јавното претпријатие Чистота и зеленило ќе стопанисува со новите базени, бидејќи општина Куманово нема право да управува со овие спортски објекти.